Премиерот не знае, градоначалникот на Скопје тврди дека е се по закон и процедура, а опозицијата го оспорува изборот на 117 вршители на должност, членови на управни и надзорни одбори на јавните предпријатија и установите кои се под градот Скопје, бидејќи не им ги виделе биографиите. Изборите на новите членови на управните тела на 22 јавни предпријатија и установи на градот Скопје, само со гласовите на владачкото мнозинство во Советот на градот Скопје ги скара власта и опозицијата, која обвини дека продолжува праксата на поставување партиски луѓе во управните и надзорните одбори без да се знаат нивните биографии и компетенции. Премиерот Христијан Мицкоски на ваквата критика од опозицијата во Советот на градот Скопје со краток одговор. Не сум го слушнал, не сум слушнал оваа критика, извинете. Би благодарам, убав ден да имате. Градоначалникот на градот Скопје, Орца Ѓорѓиевски, за Телма пак вели дека законот, процедурите во воспоставената пракса при изборот се запазени и тврди дека опозицијата имала увид во биографиите на сега веќе избраните веде членови на управните одбори. Тој ни прифаќањето на барањето на опозицијата да биде одложено гласањето за веде членови и да се достават биографиите до опозицијските советници во градот Скопје го образложи со реализација на обврските кои ги имаат јавните предпријатија. Бидејќи сите биографии на секој еден од членовите на управни и надзорни одбори е доставен на комисиите, разгледан на комисиите, усвоен на комисиите, а подоцна точката е ставена на дневен ред на седмицата. Одлуката да не се пролонгира точката е поради тоа што беше неминовно во брз рок да се донесат овие предлози, да се направат овие состави на управни и надзорни одбори, затоа што има програми за усвојување, планови за усвојување, кои што понатаму значат реализација на проекти. Според Ѓорѓиевски, опозицијата со темата за изборот на управните одбори прави обид да се закочи работата на јавните предпријатија. Градоначалникот сепак не одговори конкретно дали меѓу разрешените членови на управните одбори имало и такви на кои мандатот веќе им бил истечен, со што на нивни места не може да биде назначен веде член, туку според законот за нивните места мора да биде распишан оглас. Во наредните 6 месеци ќе биде спроведен оглас на кој што ќе може да конкурира секој кој што е заинтересиран за тоа и кој што смета дека може да биде додадена вредност. Координаторката на советничката група на СДСМ и коалицијата Катерина Цанев-Скарсовска пак со став дека наместо назначување на веде членови на управните одбори во изминативе 2 месеци колку што функционира новата градска власт, имало време да се распишат огласи за нови наместо да се назначуваат веде членови на управни одбори. Оно што ни го кажа градоначалникот е дека он гарантира за сите своји 17 кандидати, бидејќи ги познава лично. Од оно што успеавме да го дознаеме по имињата, бидејќи гуглавме да видиме за кого се работи. Се работи главно за партиски членови кои што имаат богато партиско CV. За Цанев-Скарсовска е спорно и тоа што не добиле ниту објаснување зошто се разрешени претходните членови на управните одбори, бидејќи законот предвидува во кој случај може да биде разрешен член на управниот одбор. Таа за Телма вели дека е точно дека биографиите биле доставени до комисијата за мандатно-имунитетни прашања во кој членува и опозицијата, но само на увид. Членовите требале да ги напишат на хартија сите 117 биографии, што е невозможно. И после тоа нас да ни прераскажуваат кој што и како има завршено. Оправдувањето кое што ми го кажа мене на друга комисија, на комисија за прописи, е дека биографиите содржале лични податоци. Цанев-Скарсовска вели дека 20 имиња од веде членовите на управните одбори се поранешни членови на управни одбори на други јавни предпријатија кои не покажале добри резултати во нивното работење.